Ај бре, пуста сиромаштија. Кај се мачиме за една корка леп и што се вели за еден партал да се ставиме на снагава, па уште малечкото ни остана некрстено. А Господ златен домакине, гледаш ли? Ни даде малечко на овие години. Да е живо и здраво. Нека е живо и здраво. А остана ли некој што не го помоливме? Никој не сака кум да биде на вакви сиромаси како нас. Бегаат луѓето од сиромаштијата како од ѓавол. Така е, така е. Знаеш што ми текна? Не сум ја прашала уште баба Ристена. Па си велам да појдам јас кај неа. Од кај знаеш? Ами еве сите помлади ги прашавме, ги помоливме, никој не сакаше. Се срамат луѓето. Не сакаат да бидат кумови на сиромаси. Знаат, тие треба да донесат дарој, ама и ние треба да ги даруваме. Со што? Со што ќе ги даруваме? Знаат дека немаме ништо. Ништо не можеме да им дадеме. Се срамат и не сакаат. Така е. Ај, сепак јас да појдам кај баба Ристена. Од кај знаеш бре домаќине? Ако не сака, ќе му ја мислиме за после. Оди. Оди, ама знам дека бадијала ќе одиш. Бадијала, не бадијала, јас ќе одам. Ќе одаш. Баба Ристено! Баба Ристено! Добар ден. Добар ден, Керко. Што Арно те донесе кај мене? Арно е, многу е Арно. Господ не израдува со детенце. Слушнав ми кажа. Да ви е живо и здраво, големо да расти, со мајка и татко да си порасне на свадба да му игра, да не знам што му да кажам. Амин. Устата да ти се позлади. Тоа е Арното. Ама има и нешто неарно. Сакаме со домаќинот да си го крстиме малечкото. Знаеш оти нашите кумови се умрели. Да. По нив деца не остана. И молевме, кого се не изнамоливме. Ама никој не сака да ни биде кум. И ти сега дојде да ми кажеш јас да му бидам кума на малото? Така. Не може, не. На овие години не. Не можеш или не сакаш, оти сме сиромашни? Не сакам. Стара сум. Ете, тој ќе порасне. Сака да се жени, кум ќе му треба, кума ќе му треба. А мене тогаш ќе ме нема, Керко, ќе ме нема и пак треба кум да барате, така е? Како не скршив нога која поаѓав наваму. Арно ми рече домаќинот, не оди, ама јас со овој мој ум... Добро, ако мислиш така нека биде, ајде. Да влезеш едно кафе да ти сварам, Со здравје, баба Ристено, ајде. Што ти реков јас? Знам што ми рече. Ми рече оти бадијала ќе одам, многу убаво го знам тоа. Ама сега не знам што ќе правиме. Добре, не е сто. А да појдеме во друго на село.
Ами таму може ќе најдеме некој сиромашец. Тој нема да се срамува од нашава сиромаштија, може ќе го помолиме. Така мисли? А, Се чини ќе мора тоа да го направиме. Да. Ама домаќине, да побрзаме да си го крстиме малечкото. Оти оној нечестивиот нема друга работа. Тој си бара такви непејани, некрстени, така да знаеш. Скраја да е. Ај домакинке, курдисај се, па ќе појдеме. Каде бре да појдеме? Во другото село, таму ќе одиме. Двајцата да појдеме во другото село. Домаќине, што зборуваш? Ами малечкото? Само ли да го оставиме? Кој ќе го чува? Бре, леле, така е, вистина. Ами, јас со машки ум, вака размислува мајка, така е, сам треба да... Сам треба да појдам, белки ќе најдам некој, да најдам за кум, да го помолам. Ајде, Господи Златан, ајде, со Господ напред. Да брзо да најде. Добар ден, Стрико. Добар ден, пријател. Каде бе? Каде вака се забрза? Одиш некаде? Одам, Да Стрико. стани одмори малку. Немам време. Одам дури во друго на село. Пат ме чека. Зошто бе? Шо работа имаш? И не е ни закажување. Оти? Хај, шо ме праша, еве да ти кажам. Абре, одам кум да барам. Ми се роди синче и во моено село никој не сака кум да ми биде. Зошто? Да не си отепал некој бе? Или си украл нешто, а? Не, бре, ништо од тоа, човеку, ништо, не. Маката ви е друга. Јас сум многу сиромав. Сиромав до тука бидува. А со сиромаштијата никој не сака да се родува. Па, види да ти кажам, да не одиш повеќе, да не бараш, да ти станам јас еден кум, а? Бидува ли? Вистина? Сакаш? Сакам. Сполај му на Бога, имало на дуњава луѓе од Бога родени. Сполај ти, пријателе, куме. Леле, да не одам до друго на село, да си ги арчам зборовите, да не ми се чуди народов, на умот да ми се чуди. Сполај ти. Па, ајде тогаш да не стоиме. Да одиме, да не остане кумчето некрстено. Да одиме, куме. Ајде. Господ здравје да ми те даде, куме. Здравје да имате. Здравје да имате. Па добро, сега го крстивме детето. Име му дадовме. Трајче да се вика. Убаво. Живо и здраво да е, големо да порасне. Така. Јас сега треба да си одам, имам работа. Ами, кога ќе дојдеш пак? Не се знае. Додека да порасне има уште многу време. Да сме здрави и живи, ама куме, за свадба да ни дојдеш, за женачка. Оти пак ќе се мачиме да бараме кум. Ние од нашава сиромаштија нема да избегаме, па ќе треба да одиме од врата на врата, да молиме, да прашуваме, да бараме кум. Да ни дојдиш? Ќе дојдам. Кога ќе дојде време за женачка, јас ќе дојдам. Ајде сега со здравје, да останете живи и здрави, јас мора да си одам. Ајде да го испратиме кумот. Мајко, татко, јас ве седна вака на масава, сакам нешто да ви кажам. А мислам и дека ќе се израдувате. Сакам да се женам. Ирлија, ете, и ние да дочекаме таква среќа. Убав, тој на мајка многу ме израдува, бресинко, многу. Јас си мислев, оти ќе сакаш неженет да бидеш, оти сиромашни луѓе, знаеш како е. И мислев, оти ниедна девојка не ќе сака да ни дојде во куќава за невеста да ни биде. Така си мислев. А кажи, ја знаеме ли? Од нашево село ли е? Ја знаете како не сте ја знаеле, ами со неа одамна меракот си го имаме фрлено.
Само уште и немам кажано за оваа работа. Синко, слушај што ќе ти кажам. Ако и немаш кажано, јас велам ти да почекаш. Оти ќе дојде кумот. Тој рече, кога ќе стасаш за женитба, ќе дојде. Така рече кумот. Амам бе, татко, кумотта. Од кога знам, за мене се за него зборувате. Ќе остарам што се вели, нема да дојде да го видам и рака да му бакнам. Не, синко. Оди види. Да видам. Кој троп? Не е така, синко. Аме, Не, тој рече. Добре дојде, куме. Добре дојде. Ево, синко, дојде. Куме, здраво живо. Добре дојде. Дојде, куме, синко. Еве ти го и комашинчето. Ајде, синко, бакни му рака. Жив и здрав да си, синко. Абе, овој голем маж се стори. И за женење стаса. Ајде сега повели, куме. Ајде. Ние не побегнавме од сиромаштија, ама тебе ќе те пречекаме како што си личи за кум. Да донесам јас. Чекај, седни. Убаво еве, како што реков јас, токму и затоа сум дојден сега, пред да се жени, како што реков, оти сакам да го научам еден занает, богат да се стори. како богат. Не вери ти, Гајле, јас ќе ти кажам. Ќе те научам еден занает, богат ќе се сториш, а потоа жени се со која сакаш. Па, не знам сега што да речам, мислам, вие, мајко, татко, што ќе кажете вие? Немаме што да кажеме. Да одиш да го послушаш кумот и да видиш некоја фајде во животот, оти ние се удавивме во оваа сиромаштија. Оди, синко, научи некој занет, те и ние со тебе бел ден да видиме. Така е, синко, така. Послушај си го татко ти и замини со кумот, тако? Иде, благослов доби од мајка, од татко. Така. Ајде сега ти не бери, Гајле. Туку ние да касниме да вечераме, оти треба да тргнеме на пат. Далек пат не чека, синко. Така е. Ајде, нека ви е со среќа и патот и печалбата. Застани сега, да седнам малку, да се одмориме, оти долг пат помина. А ти, бе, синко, не ме праша, ни кај одиме, ни како одиме, ни зошто одиме и како ќе те направам јас тебе богат да бидеш. Сакав да те прашам, ама ми беше некако срам, а и да си кажам, Бога ми и малку страв ми беше да те прашам. Види, ако мислиш јас да бидам разбойник или крадач, мене за таа работа не ме бива. Не, бе, момче, не бери, Гајле, не те учам јас на такви нечестни работи. Јас тебе ќе те направам лекар да бидеш. Лекар? Лекар да бидеш, да ги лечиш луѓето и така да заработиш пари, така да заработиш богатство. Чекај, како од лекар јас, и од тој занајат јас ништо не разбирам како ќе ги лекувам луѓето. Абе, не бери, Гајле, јас ќе ти кажам. Јас ќе ти дадам тебе едно шишенце со капки. И ти така ќе ги лечиш луѓето. Ама ќе се опулиш. Пред да им дадеш од капките, ќе се опулиш вака убаво и ако ме видиш мене, немој давај од капките. Оти тој и така ќе си умре. Ако ќе се опулиш кога нема да ме видиш, тогаш тој ќе оздраве и богато ќе те награди. Не, чекај, дури сега ништо не разбирам. Како ако те видам, не. Да, ако те видам таму, да му Зошто? Абе, зошто? Оти тој и така ќе си умри, бе. И така. Оти да јарчи парите. А
А ти на тие што кога нема да ме видиш што ќе им дадеш лек, тие ќе оздравеат и богато ќе те наградат. Сега разбра? Чекај. Добро, а кажи ми, кој си ти што можеш да правиш вакви работи? Абе, момче, јас сум ангелот на смртта. Кој си рече? Ангелот на смртта. Значи ти сега ме зеде со тебе и сакаш да ми ја земеш душата? Ти реков јас. Иш да не се плашиш. Јас не сум тој што ја зема душата. Јас само кажувам на кој колку му е пишан. Аха, значи затоа ми кажа да не давам лек над луѓето и главите кај што ќе те видам тебе. Така. Абе види, штом ќе ме видиш мене над главата на некој да му стојам, тој и така ќе си умре. Ич не треба да си ги арчи парите. А ти, кога нема да ме видиш мене, тие ќе ги излечиш и тие ќе те наградат богато. Така ќе се збогатиш, ќе спечелиш многу. Сега разбра? А велиш, не си ти тој што кажува кој кога ќе... Не сум бе, момче. Ти велам, јас само знам на кој колку му е пишано. Само тоа го кажам. Ајде сега, ајде да одиме, да врвиме, да почнеш да работиш. Еми. Ајде. Убава пара направи со лечењето, затоа што ме слушаше мене и правеше како ја што ти велев. Сега, ти остана уште малку од лекот, ќе полечиш уште малку и потоа ќе остаеш оваа работа. Куме, ќе биде така како што ти викаш. Така. Новиот лекар овде, кој е? Јас. А Што? кој си ти, зошто ме викаш? Ме праќаат од кај царот, многу е болен. Многу лекари дојдоа, сите велат оти ќе оздрави царот, ама тој од постела не може да стане. А за тебе слушнав дека многумина си излекувал, така е? Па така е. Ако е така, ајде врви пред мене. Ние ќе врвиме веднаш, ич нема да седиме. Само ти излези малку почекајне надвор пред врата, ние треба да си ги земеме лекарствата, да се приготвиме и сетне ќе дојдеме веднаш по тебе. Добро, ако е така, ќе ве почекам надвор. Ајде, Ама вие немој да се бавите многу. абе, веднаш идиме по тебе. Ами сега, што правиме сега, царе, не кој било, Абе, ако не го излекувам, Ич гајле да немаш. Царот и без тоа ќе си умри. Ама таму ќе има многу лекари. Тие ќе велат, царот ќе преживее. Ти ќе викаш, царот ќе умри. Царот ќе преживее, царот ќе умри, царот ќе преживее. И ќе се фатите на облог. Оти ти ќе велиш да ти царот ќе умри и така многу пари ќе заработиш. Разбра? разбрав. Ај сега да одиме. Не, лекот не ти треба. Ајде. Абе, вие
Ние што сме лекари, толку време што се вели со тапија, не му најдовме лек за ова мрсулово детиште, ќе му нашло лек. Абе како не му е срам што дојде, бе? Ајде, не греши душа, пријателе. Па тој сам не дојде. Туку тие го викнаа, што сега? Не. Велат дека однапред знаел дали има лек или нема лек. И ако кажел дека нема лек, сите треба да знаат дека ќе умре. Абе, велат кажал. Абе, се што ќе каже, вие му верувате? Не му верувам, ви кажам што зборуваат. Ајде, доста, да не арчиме многу зборови за овој пилиштарец овде. И лекарче, што ти рекоа на речниците? Нема лек. Чекај, ти сакаш да кажеш дека царот ќе умри? Абе, по мое, ич да не е за сат, два. Добро бе, добро. Ако не ми верувате, ај вака да направиме. Ќе се ставиме на облок. Јас велам, оти ќе умри. Вие велите нема да умри. Ако умри, вие ќе ми платите мене. А ако не умри, јас ќе ви платам вам. Бива. Јас велам дека ќе живее. Ќе ставам на облак колку што ќе кажеш. А ние? И ние ќе клајме, бе? И ние ќе клајме. Добро. Ако е таква работата, сега седете тука и чекајте. Ај сега да видиме кој колку ќе стави на облак. Колку ќе кажеш, толку ќе клајме. Кажувај, ајде. Колку? Треба Епа, синко, убави пари им взема на лекарите. Убаво богатство направи до сега. Јас мислам оти сега време е да престанеш да лекуваш. Абре, куме, остана уште некоја капка. Да излекувам уште некој, а? Не, синко, остана уште една капка. Јас мислам оти треба да ја сочуваш. Влези! Бргу доаѓам. Куме, проштевај, јас морам да одам. Таа што ја милувам, легнала на постела и не станува, многу е болна, во мигот морам да трнам да стасам навреме кај нејзе. Ти ли си? Ти ме спаси. Господ те прати, за да ме спасиш. Те спасив. Сега ти само закрепни, стани од постела и веднаш ќе те побарам за невеста. Сакаш? Сакам. Знаеш дека одамна сакам. Само ти немој пак да заменеш. Нема. Веќе заминување нема. Од сега натака ќе останам тука. Ајде, ти седи и закрепни, а јас веднаш одам да побарам стројници за тебе. Зошто, бе, синко? Зошто не ме послуша? Зошто? Лекот.
Кај ми е лекот? Овде е шишенцето, ама ти последната капка ја даде на девојката. Ме виде кај стојам над глава и пак ја даде од лекот. Сега, што ќе биде со мене сега? Сега ќе се збогуваме, кумашинче мое. Ти знаеш, оти јас не сум тој што ги умира луѓето. Јас само доаѓам, им го кажувам кога им е судниот час. Сега не знам дали сгрешив или не сгрешив што не те послушав. Ако те послушав, неја ќе ја немаше. А ако ја немаше неја, мене ќе ми се одмилеше животот. Мене не треба да ми се лутиш. Ние, кога се договоривме, јас ти реков да си стоиш на зборот, ти не ме послуша, го прегази зборот. Сега јас заминувам, а тебе ти дојде крајот на животот.